Црвеното вино, како и многу видови сирења и алкохолни ликери, содржат тирамин, кој е предизвикувач на главоболката. За да откриете која храна или алкохолен пијалок е предизвикувач на главоболката кај вас, потребно е да си водите дневник со тоа што сте конзумирале оној ден кога сте имале главоболка. Силната миризба може да предизвика мигрена кај многу луѓе, без разлика дали е пријатна или не. Тоа наверојатно се случува поради тоа што миризбата го стимулира нервниот систем. Најчесто извор на силна миризба е бојата, лакот, одредени цвеќиња или парфемите. Топлото време. Кога се покачуваат температурите, се зголемува и ризикот од развивање на мигрена и други силни главоболки. Истражувањата покажуваат дека за секое покачување на температурата со 12,7, ризикот за појава на главоболка се зголемува за 7,5%. Аксесуари за коса. Начинот на кој што ја носите косата може да биде причина за појава на главоболка. Ако косата ви е фатена стегната во реп, скалпот се затегнува и тоа може да доведе до главоболка. Понекогаш и шарпите или венчињата за коса може премногу да притискаат врз скалпот и тоа да предизвика непријатна болка. Ако тоа е причината за вашата главоболка, слободно пуштената коса веднаш ќе ви донесе чувство на олеснување и ќе ја сопре главоболката. Сите знаеме дека пушењето е добро познат предизвикувач на главоболка. Тоа важи не само за лицето кое ја држи цигарата, но и за сите околу него. Дури и да не сте пушач, треба да внимавате да сте заштитени и од пасивно пушење. Така ќе ја намалите веројатноста за појава на непријатна главоболка, која најчесто е на едната страна на главата. Лошата положба на телото, кривите рамена, користењето на стол без потпора, работата на монитор кој е поставен премногу ниско или премногу високо, држењето на слушалката од телефонот помеѓу рамото и увото, се само дел од положбите кои многу често се користат од луѓето, а предизвикуваат главоболка. Ако често имате проблем со главоболката, обрнете внимание на положбата на вашето тело. Нередовно хранење. Главоболките предизвикани од глад не се секогаш очигледни. Ако прескокнете некој одброк, може да почувствувате главоболка, уште пред да сватите дека сте гладни. Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Го следите вториот дел од утренското издание на Нов ден. Прилогот кој што пред малку имавте можност да го проследите е токму темата на која што ќе разговараме денес. Денес разговараме со господја Сашка Денковска-Петковска, магистар по фармација, воедно и собственик на Кајзер аптеки. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Како што се договоривме уште од минатата недела, денес би сакала да позборуваме на темата главоболка. Што всушност представува главоболката? Главоболките воглавно представуваат полесно нарушување, кои најчесто се лекуваат со некој аналгетик. Доколку тие главоболки се проследени со други симптоми, препорачливо е пациентот да се посоветува со лекарот за понатамошното истражување и пронаоѓање на причините за таа главоболка. Така. Сега, главоболката е најчест проблем помеѓу популацијата. Слободно можеме да се дадеме право и да кажеме дека уште од многу млада возраст луѓето патат од главоболка. Дали некако може да се класифицира главоболката, со кој степен е, како делува? Да слушнеме нешто повеќе околу тоа. Па така, има некоја неофицијална поделба на главоболка, каде што главоболката предизвикана од напнатост на мускулите, исто така главоболка предизвикана од стегање на крвните садови. Значи тука влегуваат мигренозните главоболки и главоболка од кластер главоболка. Исто така и третијата поделба е главоболка предизвикани од синусни воспаленија. Тоа е некоја неофицијална поделба.
која што нели според одредени симптоми и карактеристики се стврствува во еден од овие главоболки. Така, живееме во едно стресно време, па од тука и самата напнатост, да слушнеме како делува на нас главоболката која што е предизвикана од напнатост. Па така, ова главоболка воглавно ја почувствувал секој порано или подоцна во животот. Најчесто е предизвикана од стегање на мускулите во главата и вратот поради неправилно држење на главата и вратот и исто така. Значи се чувствува како одредена тапа болка постојана и пациентот чувствува како да го стега обрач околу главата. Поради ова напнатост на мускулите, значи одреден дел од главата е чувствителна и на допир. Па затоа, нели, оваа болка е најчесто предизвикана од стресните ситуации. Затоа стресот влијае на овој тип на болка. Да позборуваме малку и за мигрената. Така, мигрената, значи ова главоболка е една од потешки главоболки, најчесто е предизвикана, нели, е пропратена со јаки болки кои се појавуваат во едниот дел од главата, значи на едната страна, но кој и предходна аура, така наречена, односно симптоми, кои што вклучуваат промена на видот, значи појавување на ситни светли точки, на црни дамки, некои криви линии, цик-цак, исто така многу се чувствителни на мирис. Значи оваа главоболка е пропратена со тоа што пациентите се многу чувствителни на светлост, на мирис, на звукот. Затоа ова главоболка може да траат неколку часа, дури до неколку дена и може да предизвика и комплетна да го невозможи функционирањето на пациентот. Секако дека позади овој тип на главоболка стојат невролошки пореметувања. Затоа овој тип на главоболка, нели, е пропратена со најголемо влијание, исто така имаат и хормоните, посебно естрогениот хормон кој што влијае на појава на мигрената и некои химиски супстанци како што се излачуваат, тоа е како серотонинот. Значи серотонинот исто така влијае на појавата на мигрената и мигренозните главоболки. Така, во некоја тесна врска се тие. Очигледно. Сега, следната во класифицирањето на главоболките е кластер главоболка, како што веќе рековте. Така, кластер главоболката, таа се јавува обично после заспивање, најчесто 2-3 часа после заспивање, може претходно да биде пропратена со некоја тапа болка, меѓутоа се јавуваат после заспивање и ова главоболка, значи може трае исто така од 30 минути до 2 часа, може да се после тоа се смирува и може да се јави следниот ден. Исто така ова зачестеност на овој тип на главоболка најчесто е кај мажите и може да трае од неколку дена дури до неколку недели. Зошто е најчесто кај мажите овој случај? Се уште не е доволно, значи, истражено овој тип на главоболка, меѓутоа според статистичките податоци покажале дека најчесто се јавува кај мажите. Секако дека не се исклучени и жените, меѓутоа мажите се попогодени од овој тип на главоболка. Така, и сега последната во оваа низа или синусната главоболка која што за жал ја имаат и децата уште од најрана возраст. Така, синусната главоболка е предизвикана од воспаление на синусните празнини и предизвикана, значи пациентот има чувство на болки во челото, носот, очите. Оваа болка е пропратена, може да биде причинител и некои алергиски реакции, може да бидат исто така причинители и некои затнатост на носот, така да кажам. Алергијата тука некаде се јавува. Секако дека и тука и тоа влијае на воспаление на тие синуси и тоа предизвикува притисок зад лицето, така го чувствуваат пациентите и тоа е секако непријатно и овој тип на главоболка се
почеста и почеста причинител на главоболка. Тука некаде се ги на стинките, веројатно, и тие знаат да прават голем проблем. Но во ред, слушнавме конкретно и концизно, би можеле да направиме една кратка музичка пауза и се враќаме во студиото за да продолжиме со разговорот. Еве сме повторно назад во студиото и разговараме на темата главоболка. Пред музичката пауза напоминавме еден мал дел од причинителите за синусната главоболка, а сега вака општо да слушнеме. Кои се најчестите причини? Што покажува статистиката? Зошто луѓето најмногу ги боли глава? Има повеќе причини, има многу причини всушност за појава на главоболка, меѓутоа најчести причинител е секако промена на годишното време, промена на надморската височина. Исто така некоја храна влие на појава на главоболка, јаки мириси, промена на хормони исто така влие, промена на одредени, значи престој во непроветрени простори исто така влие на појава на главоболка. Некоја храна може да влие на појавата на главоболка, грип, настинка, алергиски реакции, како што рековме, значи сите тие може да влијат, нели, да се појави на главоболка. На пушачите, исто страсните пушачи, кај нив често се јавува главоболка, внесување на поголемо количество на алкохол, на кофеин, сето тоа може да влие на нели главоболка. Така. Како од еден магистер од вас би сакала да слушнам една одговор на една констатација која што кружи меѓу луѓето, а тоа е дека прескокнувањето на оброците или пак доколку ненавремено се јаде, се конзумира исхрана, може исто така да предизвика главоболка. Колку е точно тоа тврдење? Секако дека е точно, значи ние мора да имаме редовни оброци, да внесуваме редовно хранливи материи за да го одржиме, нели, функционирањето на целиот организам, затоа што ние сме активни цел ден и ни е потребно и редовно, ние ги трошиме тие хранливи материи, редовно треба секако и да внесуваме разновидна храна. Тука да внесуваме сите витамини, минерали, секако и доволно течности се потребни за функционирање. За жал, многу честата главоболка може да биде сигнал или аларм дека се случува нешто посериозно со нас и комплетно во нашиот организам. Кои се диагностичките постапки за честите главоболки? Секако дека доколку се јава таков тип на главоболки, лекарот ќе побара одредени дополнителни прегледи, дополнителни анализи за да се утврди конкретниот проблем. Може да побара исто така видот, значи да се провери видот, може да побара рентгенографско снимање, може да побара исто така КТ, односно компјутерска томографија или електроенцефалографија исто така може да побара, за да се утврди комплетната состојба, значи да се отфрлат појава на можност на некои тумори или одредени други промени кои што може да настанат. Каков е третманот, начинот на лекување? Секако во овој тип, значи во главоболки, тука се конвенционалниот начин на лекување со одредени аналгетици, како што се, например, парацетамолот, некои ибупрофени, секако дека доколку може да биде пропратено и со алтернативниот начин или дополнително со одредена ароматерапија. Тука можам да ги спомнам секако дека одредени масла влијат на опуштање и на опуштање на организмот, а со тоа и намалување на болката, како што се, например, розмаринот, еукалиптусот, нането, сите тие влијат да се опушти организмот, а со тоа и да се, нели, ослободат стегнатите на мускули, да ја опуштат крвните садови и со тоа да се намали болката. Така, значи и овде постојат оние конвенционален и алтернативен начин на лекување. И уште еден. Кажете ви. Така, лекување со лековити билки, одредени билки, значи во облик на чаеви, на тинктури, може да влијат, да ни помогнат за да ги надминеме овие главоболки. Секако дека тука исто така може да ни помогне
чаевите од валеријана, од маточина пасифлора, исто така внесување на магнезиум, значи магнезиумот како превентива може многу да ни помогне секако за опуштање на телото и намалување на стресот, напнатоста, а со тоа и намалување на болката. Доколку болката е предизвикана од синусни воспаленија, во тој случај нели се третира со одредени антибиотици, деконгестиви, кои што ќе помогнат тоа воспаление што е настанато да се среди. Так, дали доколку се одлучиме за промени и пред се го промениме и начинот на живење, може да престане главоболката? Секако дека се советуваат пациентите со хронични главоболки, со мигренозните главоболки, физичка активност. Физичката активност, прошетки, тие многу ќе им помогнат таа зачестеност на болките што ги имат на главоболките да се намалат или нивниот, доколку се појавуваат, нивниот интензитет да биде многу помал. Затоа физичката активност, вежбањето секако ќе го опушти телото и крвните садови и ќе ги намали тие несакани главоболки. Некако се пременува и оној начин, да кажеме, посовремен, се оди на масажи, колку тие делуваат чудотворно? Масажите, да, масажите, опуштањето, ароматерапија пропратена или некоја хидромасажа, секако дека ќе помогне многу за тие главоболки, значи за таа напнатост која што ја чувствуваат пациентите. Сега напоменавме да нема прескокнување на оброци, да се јаде навремено, да се јаде здраво, па кажете ни, каков треба да биде начинот на исхрана? Начинот на исхрана, значи мора да внесуваме не толку тешка и масна храна, секако да биде полесна за да може организмот многу побрзо да ја преработи и исто така, значи физичката активност е многу битна во здравјето на телото и секако дека излегување прошетки на чист воздух многу ќе ни допринесат за надминување на овие тегоби. Так, значи веќе споменавме што е она што ја предизвикува главоболката, како таа се класифицира, како се дијагностицира, како да ја превенираме, што треба, што не треба. И за крај на денешното издание на Нов ден ви се заблагодарувам што уште еднаш не излеговте во пресред и што одвоивте време и простор за да ни помогнете да ја обработиме оваа тема. Ви благодарам и на вас, ми беше задоволство. Се гледаме следната среда со нова тема за разговор. Секако ви благодарам. Тоа би било се за денешното издание на Нов ден. Имајте убав ден, пријатно расположение и следете не утре со почеток во 8 часот во новото издание на Нов ден. Останете со нашата програма.